Добро вечер, Христови сотрудници. Јас сум Дејан Станковиќ, Христов сотрудник. Да ви кажам едно многу интересно сведоштво кое што се случи неодамна, пред едно неполни 3 недели. Дома доаѓам од работа и децата беа малце вознемирени, им паднал компјутерот, тоа лежиштето на главниот компјутер од масата на земја. Компјутерот не работи, а има некои домашни обврски за на факултет, за да сработат некои методи, пишување и некои PowerPoint-ови. Децата вознемирени и вика како да најдеме мајстор, вика во ова време, а ни треба хитно. Ја викам нема потреба мајстор, викам ќе го викнеме Исус. Они ме погледнаа малце со чуден поглед, поготово синот. И вика како се Исуса, како со молитва вика ќе повикаме во Исуса и ќе видиш, викам, дека ќе проработи во вера, ќе проработи компјутерот. Јас тоа го направив со многу силен глас. Во собата бевме собрани и почнав да кажувам: Господи Исусе Христе, во Твое свето име, овој компјутер, овој апарат, во Твое свето име веднаш ни треба и веднаш да проработи. И така и беше. Така и се случи. Го уклучивме компјутерот, му реков на синот: уклучи сега копчето. Он вчудо невиден, почна да дава сигнали, се вклучи, подигна систем и радосни. Вика, како, вика, ти успеа, вика, со, ја ништо, викам, во моје име ништо не сум направил, викам, Исус тоа го направи, еве, викам, мајсторот, викам, за се што ви потреба, ќе го повикате Исус. И така беше, они си ја сработија домашната задача што требаше да биде за утрешниот ден. Компјутерот и до ден денеска работи совршено. Во името на Исуса Христа се е можно. Амин. Пак, како јас, Дејан, викам, второ сведоштво во истиот месец. На синот му се случи незгода во смисол на губење новчаник со лични документи и нешто малце пари. Тамо ке влае, движејќи се, му паднал новчаникот, не приметил, доаѓа дома вознемирен, вика, зошто, вика, ова мене ми се случи, вика, не можам да го најдам новчаникот, се враќаше 2-3 пати со точак да го бара новчаникот по патеката каде што се движел, не можел да го најде. Ја му викам на синот: ништо, викам, сега ќе се помолиме, викам на Исус, викам, во текот на денот да некој се јави и да каже дека еве новчаникот е кај мене. И вистина беше така. Значи за неполни 2,5 часа се јавува кај него човек, се представува кој, вика, вие сте тој и тој, да, вика, имате новчаник изгубено во кај Влае. Да, вика, јас сум тоа, вика, новчаникот е кај мене со сите потребни документи, вика, и парите што ви се кај вас, вика, ќе се договориме, вика, да дојдете да си го земете. Молитвата има голема моќ. Значи, молитвата беше у 3 збора. Господи Исусе Христе, ова денеска што ќе го кажеме како проблем, да го решиш во Твое име, на Твој начин, парите и новчаникот да бидат донесени со сета внатре се што имаше, и Господе, се што е од Тебе да го донесеш, пак она што било наше да биде кај нас. Во Твое свето име, така, у 3 реченици го кажав. И синот слуша, не му се верува, вика, вика, сега, како бе, вика, ова, вика, пак, вика, ќе видиш, вика, ај, ќе чекаме, викам, текот, имаш ли позив, ако потпрашав на секој 10 минути, викам, го потпрашав, се јави некој, не, добро, ајде, викам, ќе оставиме на времето. И така, неполни 2,5 сата се јавува човекот, го најде новчаникот, го зема, он среќен, ние среќни. Значи, сварно, молитвата е број 1 лек за се, и верувајте, молете се за било каков проблем, за мајстор, за било какви проблеми, повикувајте го Исус, он ќе ви ги реши многуте работи, али во Божие време, по него и по негова волја. Амин. 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 Слава ти. Слава ти, Исусе.